Здраво, другари. Пред да почнам за нова точка, пошто е поврзано со ПС Прилеп, денес иначе се дешава протест во Битола за она шо Ламбе, ете, најверојатно го запали тој, кај да речем, бугарофилски храм, шо ја го поштувам. И ја да бев на тоа место, ја би го направил исто би го направил и Прилеп ако се деси такво нешто. Денеска добиваме многу повици од вработени во МВР, значи наши членови, кога ќе тргате за Битола, кога ќе биде протестов, по стариот пат чојте, по новиот пат чојте. Шо е поента? Че има блокажи, че има запирање, шо? Значи нема да се иди само од Прилеп, че иде цела Македонија. Левица го организира овој протест, пријавен и уредно овој протест. Не знам зашто беше и оправдувањево на дечки беше шо да правам, брат ми прав притисок, морам да звонам. Од кого притисок? Ја споредувате 2022 со 2021. 2021 не може да ви не сме да ви биде репер бе луѓе. Значи 2021 Чипси го беше начело на ПС Прилеп. А Чипси ости да го знаеш што човече. Фатен од Деја со 800 кила, там колку беше канабис, а иначе сега Чипси е слободен и се шета низ Прилеп лабаво. Шо изваде боловање, го боли ногата, на лечење. Командир на полиција, пази. Мене ми е многу мило што началников е тука и извинете, како ви беше името, ви го заборев. Не, на вас. Мене ми беше мило што и вие сте присутни овдека. Си спофаливте, значи, со машало бројки, али мораше да го спукат она на почеток Северна Македонија, затоа што немаше да почне седница без Северна Македонија. За началников убав говор, морам да те пофалам, или морам да го пофалам тоа што го пишуваше, али морам да признам дека другаче едноставно ти си без дарбина да ме убедиш мене дека Прилеп е безбеден. Не сме слепи, не сме глупи, знаеме што се дешава, гледаме што се дешава. Конкретно јас знам барем 3 случаи што не се заверени во билтен на МВР, а се, ајде да речам, тешки криминали. Значи не е он тепачка, не е не знам што, тешки работи ги нема, збришани се, не постоа. 10% намалување на кривични дела репер 2021. Значи репер Чипси, пак ќе речам. Тој некој си резултат, некој си 2,5 недели, кој беше мобилизирана цела МВР. После седница вовде како беше присутен командирчево и кој доби така некој вербален шамар, ајде, фативме дрва, 30 кубици, не знам ти колку, 30 кубици дрва се за 3 фамилии. Фативте дрва, не фативте луѓе. Тоа е многу интересна работа. Моторни пили, не знам ти шо. 30 кубици дрва. Тоа е 10% намалување и нешто ситно шо не знам. Запленете дрога 2016 3 кг, 2017 1,5 кг се отепавте, 2018 1,26 кг, 2021 154,880 кг, различна дрога. Мене ме интересира која е ова различна дрога, кои се овие различни наркотици. Спомнавте вие тука е хероин, марихуана, не знам шо. Колку од шо има запленето. Тоа е многу битно. И што уште побитно, ова извештај што го прочитавте овдека, ние требаше да го добиеме барем 3 дена пред седницава, за да знаеме што се дешава. А не овака поезија да читате, па сега ајде ворете сето. Спомнав минатиот пат на седницава кој беше командирчев исто присутно за обавезни патроли. Низ центар и низ секое мало. Човек неам видено. Човек неам видено. Тепачки се дешава, од кој ќе се деси тепачка по свадбата, па неаде кривични. И што деме као кривична ја пишавте и тоа е чисто, фер, поштено.
Треба да биде службено лице присутно пред секој кафич, бе, човече. Гледате младинава на шо личи, бе, сето е пијано, дрогирано. Сето е агресивно. Значи пред секој кафич, пред секој ноќен клуб обавезно мора да има барем двајца. Да не прам муабет, значи, за патрола низ плоштад и низ секој мало шо спомнав. Затоа шо ви има многу појче од доволно, а барате уште. Вчера баш видов нова прајче нов оглас, 600 нови полицајци. Многу гужва, бе, човече. Кај сте? Не можам да ве видам низ град, разбираш? И убаво беше некој си стандард, таму требаше 9 склека за 10 секунди. Бреј. Ајде, има дечки што се способни, само треба да ги одржувате, а не да пушти 100 мача по 2 години. Па да не може да трча, да брка некој си пичлеме што скока низ огради. Омаловажување на полициски службеник. А зошто се пречутува малтретирање на деца и малолетни и полнолетни од страна на полициски службеник. Јас имав еден таков пример, Битола се случи конкретно, кој ми се роди синов Микаел, пред болница Плодност. Човеков заборај дека е полицаец. Значи паркирав јас на тротоар, ми вика не смеш тука. Викам кај има знак дека не смем тука. Ама имал некој газда открши па пријавувал. И дору викам кажи кај да паркирам. Не ми се понаши така, ми вика шерифски. Дору викам кажи кај да паркирам, пичко матери, нашо наокарев народски. И се завртив, заминав, ме удри по глава. Значи јас имам документ за ова, имам видеонадзор изваден за ова, имам, али не го малтретирам човеко. Нека се опамети, знаете кој е. И од тога што е интересно, пред Плодност, не стои кола што ги брка луѓе да паркира. Болница е, луѓе, болница е. Од една страна ми е криво што е присутно командирчево на ПС Прилеп, а од друга страна ми е мило што конечно ни стана јасно дека човечево што се петелеше испадна дека уствари е кукавиче, уплашено брапче измеѓу многу мачори што го демна гладни. Се нашево уплашено зајаче што треба да го штити Прилеп. Можда вистина е така, не велам не. Вчера како? Попристојно рече. Нема пристојно, не бирам повеќе збори затоа што овие луѓе не заслужува попристојни, покултурно. Значи го растурија Градов. Ја дека користам остри збори, ги заболе. Па возрастни се, нека се справа со тебе човече. Наводно вчера или завчера командиров имал тахикардија, па пошол на болница, најверојатно заради стрес, не велам не. Иначе јас себе имам тахикардија во моментов, не заради стрес, заради нервоза и гнев. Затоа што Градов е катастрофа, пропаѓа, руина. Дете нема насмејано. Бега сите надвор. Не му се седи овде. Кривогаштаниче седи ве човече од колку Прилеп. Таму ви е дувлото. Сега мило ми е што имам таа чест во него, во ваше присуство, да се обратам директно и лично овде од говорница во име на народот. Значи не мое име, не мое име, во име на народот. Отчет, значи дојде на отчет, треба да ви биде јасно дека вие сте дојде на отчет овека, не пред мене. Ја не сум ништо јас. Не ме одбрале некои си 3000 луѓе да ги застапувам и да го зборувам тоа што го бара од мене. Командире, не можам да те наречам командир затоа што си лице со фалсификувана диплома од висока школија, другар. И то не можеш да го поречеш. Ај, чисто сумнам дека и средно си го поминал така со туркење, одвај. Меанџио, не можам да те наречам Меанџија, иако имаш 2 кафани. Не се на твое име, чисто, али немаш благодат ни капацитет да бидеш во таа благородна боемска професија. Зато не боем, Меанџија, не знам. Иначе твои вработени пред 2 дена беа фатени со не знам колку, едно купче треба. И беше држана Чупева во притвор некој си 2,5 сати беше мистериозно пуштено. Ај мене нека ме фата така со купче треба, ај било кој нека ме фати. Како ќе поминиме.
Никому ништо, не е влезено в билтените. Како најблизок епитет, иначе за твојов лик можам да го искористам зборов прематар или шиткач на увезени автомобили со сумнително потекло, ја би рекол. Склопува на една кола од 4. Мијатиот пат кој беше тука, добивме патетичен извештај за сработеното во наводници за безбедноста на Прилеп. Тие 2 недели се ангажира полицијава професионално, значи можело, под команда можело, ако се тај команда можело, значи проблемот е таа пирамидална шема од озгоре. Значи, последниве месеци, викате криминало паднат. Криминало што ви пишам статистички. Кражби, нискуичи, крупен арамилук, запалени автомобили, оти не ги спомнавте тие работи. Колку коли се запалија месецов. И приватни објекти и дури киднапирање на малолетно дете. Зошто ни јавноста, ни никој не знае за ова? Чепкате не е кај некој што ви смета. Ајде бе. Сумнителна сообраќајка во која мистериозно возилото исчезнува заедно со товарениот багаж, ќе се обратам со ваш жаргон, роба со опоен мирис, најверојатно бела прашкаста субстанца. Знаете кои се. Колата не знам кај е. Знам дека во самаа полициска станица има поштени професионалци, што зна да си ја брка работава, кадри кои за жал се маргинализирани, како и во овој систем. Секој што е поштен е маргинализиран и туркан и сметнан за нездрав. Казнети, прајчани по некој села ке што без жив нема, па камоли човек, под казна пратен не знам ти каде. Зошто? За да не биде присутен тука, за да не знаеш што се дешава во вашиве тесни круги. Али ве молам привршувајте се. Привршувам, уште 2 реченици се. И симптоматично е што на дено ќе се изразам малце западњачки на инаугурацијата на Цуцуло за назначување на командир. Присутен е човек кој се зема за сила дека е вечен градоначалник на Прилеп, старион што произведува смоки, вечито гладен за мојчи контрола. Ја не знам кога ќе се најаде онај човек, никогаш валјде. Не молам да се држиме на темата. Да, за темата се држам. Зошто то лице беше присутно ко се бираше началникот на полиција, што тој толку посебен. Немаме директори други овека во Прилеп. Што е толку посебен тој? Сега тука во твоја улога на командир, несвесно другарче откриваш некои работи, нови типови криминали, нови лица со црни джипови, со екстази и трипои. Во самата структура која веќе е видлива благодарение на тебе. Ја лично ти сум благодарен за тоа, затоа што многу работа ни заштеди енергија, значи за копање нови работи. Иначе, да, уште 2 реченици се. Ајде, заврши. Се Прилеп ја возите другаче слепо праволинijski код дрон со претходно дајни координати, ама сега мрежа нема. Дронов не е дрон, Дронов е едрилица, сега ме фатен во некоја си заебана сила воздушна. Ве молам, Јовановски, ве молам, ајде, завршете. Завршувам, значи морам да го кажем ова, значи пред неколку дена јас имав подметнат пожар во одвор, накрај ќе го кажем тоа. Се направите на будали. Ако, нека. Таа едрилица ќе биде многу гадно приземјена, и некој ќе зафркне некој дискус што ќе падне на земја. Јовановски, ви благодарам ви. Не, морам да кажам за случката што ми се деси пред 2 дена. Значи ова е голем проблем затоа што беше имавте време. Да, значи ова е голем проблем сега. Што ако минам 10 минути? Како?
Беше присилен другар да жртвуваш неколку души во градов, се. затоа што мораше, со цел да се спасиш или да обелиш образ. Завршувам. Али успешно заглави вкал другар. Вкал заглави. Како што ти ги пушти повода нив, така и тебе ќе те пушта повода тие. И да знаеш дека ти се токма, пак ќе речем ко гладни мачури на врапче. Мој личен совет комендире е благовремено си дајш оставка и да си спиеш рајот барем, не знам, неколку Ви месеци. благодарам. Морам да го кажам проблемов другар што ми се деси во одворот. Ќе се јавиш покасно за реплика, сега ја претерај. Не е за реплика, ова е истава тема. Значи, забелешка за безбедноста на градов. Ето. Маче го искористам времето фазла, ја ќе зборувам честом на говорница, значи ова е голем проблем. Како? Ајде, молам од место не Па дофалајте. одиме заедно на психијатар, ако не ве и Ајде, заедно. молам. Ве молам да се одржи редо во салава. Ве молам. Ве молам. Ако се крши деловник, да кршиме Господин деловник. Јовановски, ве замолувам да завршите овде, ќе се јавите Не, повторно. не, морам да го кажем ова дома. Важно сега, ја почнавме седница во неделовнички, скршивме деловник од почеток, прогледав низ прсти. Ма и ќе го кажем, ова имам уште 2 минути. Пред беше недела, ја бев Скопје. Ми звони комшија. Другар вика, зад куќа кај тебе гори. Звонам кај татко му, звонам кај мајка ми. Никој не се јавува. Вечер слегли долу заедно со комшијава мојов инспекторов, да го гаса огнов. Огнов се дешава нигде никаде измеѓу мојава шупа и неговата шупа. Фале ја уште 5 минути да рокнам дека 30 кубици дрва, од кои 10 кубици се бука. Дојде Крим стручњаци на вечер. Ја не бев, значи ми го раскажуваш ова татко ми. Свете ја вика кутрите со телефон. Не можеме да работиме на вечер. Господин Јовановски. Не морам да го кажам ова. Значи, морам да кажам ова, нека прекршам време деловник, не ме интересира. Тоа прекршија секакви закони, ја оти сум зел фазла време. Пожаров го гаса и да Крим, утре ќе дојдеме денски да видиме. Пази кои професионалци. Наредниот ден, во 8 сато ида, двајца се као подметнат пожара, двајца се, аби има пикавци, пикавеце. Прашањето мене ми е, кој пушеше? Кај инспекторов никој не пуши, кај мене никој не пуши, освен јас никош не фрам пикавци надвор. Други комши не пуше. И четврти комши не пуше. Никој не пуши од околу, еве да речеме дека е пикавец, пикавецот пак е подметнат. Што беше ова порака кон мене и кон менде? Ве молам да го одржиме дигнитетов, ај да. Ама нема дигнитет кон овие луѓе бе, овие луѓе треба да се газат, дури може бе човече. Воре ти кажавте точно мислам. Да, кажав точно да го мислам. задржиме. Ова нема. Ајде да не прекинуваме седница. Не, абе ако треба ќе прекинеме, нека се вразума малце човече, што ти е? Добро, кажав. Значи иста работа тебе ти се деси, вратава ти ја запали, ја се збриша, никому ништо. Па нема втор пат да се повтори. Ако се повтори втор пат и трети, и четврт. Ако не му залепи шамар некој нови, нема се вразума. Ви благодарам.